Да, коментар околу последните објави на јавното обвинителство дека се пронајдени хард дискови со прислушувани разговори. Како вие гледате на тоа? Ова е втор скандал кој што не се случува со прислушување после бендите кои ги најавивте? Добро, јас сум информиран во моментот кога министер за внатрешни работи е информиран за истрага, која што отпочната, верувам, пролетта, тоа ќе го каже точно јавниот обвинител, кој што ја водел истрагата. Се работи за систем поставен во централата, за внатрешната комуникација во јавното обвинителство, кој што исто така знам дека истовиетен систем е поставен во новата зграда на Скопје, судот 1, и веројатно ќе кажат тие каде се понатаму, уште далечната 2016 година. Некаде е тоа користено, некаде не е користено. Истрагата ќе покаже кој тоа го користел, кој тоа го злоупотребил. Јас верувам дека ги имат веќе сите наоди. Ова представува само уште еден доказ колку била упропастена Република Македонија. Ова се сериозни работи и нема играчки со вакви работи. Се работи за приватноста на луѓето. Во конкретниот случај се следела комуникацијата, колку што знам, колку што сум информиран, внатре во интерната комуникација во самата институција, како комуницирале обвинители, веројатно истражители и сите што работат. И само уште една потврда се тоа представува колку е руиниран Македонија, колку е важно правниот систем да го вратиме во државата, колку е важно борбата против корупцијата и борбата против целокупниот криминалитет во Република Македонија. Јас ги охрабрувам институциите да продолжат со вака одважни, храбри изјави, храбри истраги, се додека не станеме нормална земја. Драго ми е што и другите сегменти, како што е здравството, се надевам образованието ќе даде сериозни резултати во периодот што предстои пред нас, но без владење на правото, без понесување на одговорност не може да очекуваме никаква перспектива. Остануваме сериозни борци за правната држава, борба против криминалот и сето она што се случува во Република Македонија од периодот на режимот кој што се надоголекува постојано до сега. Никој не може да каже докаде стигнало големото уво, така да го кажем, во аспирацијата да се следи се и се што во Македонија. Јас се надевам дека ќе ги дадат истражните органи сите одговори, затоа што се должни да ги дадат сите одговори пред граѓаните. Не разбрав, ваква иста опрема со хард дискови за снимање разговори има и во Основниот суд Скопје 1. Тоа сега го објавува. Кога новите опреми на институциите се монтирале за внатрешната комуникација која што постои, се монтирали вакви хард дискови за снимање. Некаде биле тие ставени во употреба, некаде не биле ставени во употреба. Јас го знам тоа уште во самиот период на промена на раководители на институции кои што тоа го воочиле и веднаш го пријавиле, истрагата е отворена од тогаш, веќе е обзнанета таа истрага, сите детали ќе може да ви дадат истражните органи, но мене ми е многу важно да направиме еден јасна дистинкција и пресек, дека тоа е правено некаде 2016 година, не знам дали е тоа летото, септември или било кога се вградувале. Тоа го дигна алармот уште тогаш и сите други институции кои што имаат нови технологии за внатрешни комуникации помеѓу себе, така наречени централи, кои што се монтирале да ги проверат сите можности, но еве истрагата е на крај и се соопштуваат сите детали, верувам и во следните денови ќе се дознаат уште многу детали. Опозицијата вели тогаш министер беше Оливер Спасовски. Апсолутно набавката која што се направила во јавното обвинителство и во Скопје 1 судот, знаеме кој раководел тогаш и тие ќе си понесат својата одговорност и бегање од тоа нема, заради тоа што ако покаже истрагата дека тоа е со нивно знаење, а тие се тие кои што ги набавуваат, подпишуваат и исплаќаат ваквите централи, секој си понесат одговорност. ВМРО ДПМН кој што дава изјава беше главниот сапортер на ваквите начини на работење и владење во државата, а господинот Мицковски беше десната рака на Никола Груевски, колку што знам јас. Веројатно тоа е пренесено како некоја оставштина и наследство, но секако истрагата ќе ги покаже сите детали и она што е за мене важно како претседател на владата, да се понесе одговорност према секој оној што се дрзнал и да помисли, а не па да вгради вакви системи на следење со што се нарушуваат приватните комуникации на граѓаните. Без разлика дали се тоа приватни надвор од работа или секако вид на комуникација кој што службено ги работат, сепак тоа е недозволиво никаде во светот, недозволиво и во Македонија.